Секоја суверена држава во светот има свои правила кога станува збор за начин на одржување на претседателски, парламентарни или локални избори. Сепак повеќе пати низ историјата изборниот процес не бил сваќан како нешто сериозно, па во неколку наврати на функција биле избрани одредени нетипични кандидати. Ова се неколку бизарни факти за изборите низ светот. Многу пати низ годините луѓето на шега номинирале кандидати кои биле животни или предмети. Во 1959 година, жителите на Сао Пауло, Бразил, во знак на револт кон тогашната политичка ситуација, избрале носорог од градската зоолошка градина за член на градскиот совет. Носорогот освоил 100.000 гласови, што било далеку повеќе од неговите против кандидати кои биле луѓе. Оваа случка е толку позната во Бразил, што во земјата се уште се користи терминот носорошко гласање, што значи гласање во знак на протест. Уште еден пример на нетипичен кандидат во Бразил е Франциско Евердо Оливиера Силва. Веќе познат во земјата како кловн со хит песна, се здоби со меѓународна слава кога се кандидираше за член на Конгресот во Сао Пауло. Особено привлече внимание бидејќи се кандидираше како неговиот измислен лик, кловнот Тиририка, со слоган "Што прави еден член во Конгресот? Не знам, но гласајте за мене" и не може да биде полошо, затоа гласајте за Тиририка. И покрај тоа што неговите противници го обвинуваат дека е расист и дека го фалсификувал потписот на формуларите за кандидатура, Силва доби најмногу гласови на изборите во 2010 година. Понекогаш одредена приказна е толку чудна што мора да е вистинита. Во 1967 година, за време на локалните избори во Пикуаза, Еквадор, како градоначалник беше избран бренд на прашок за стапала. Според информациите, како дел од кампањата на прашокот биле ветувања дека ќе ја подобри хигиената во градот, како и благосостојбата на своите жители. Кампањата успеала затоа што прашокот ги победил своите против кандидати. Изгласан во 1997 година, закон во Тексас им дозволува на американските астронаути, доколку во моментот на изборите се наоѓаат во вселината, да го дадат својот глас токму од таму. Целиот процес се одвива на тој начин што гласачките ливчиња се праќаат преку посебна имейл адреса, која потоа се испраќа до домот на астронаутите во Тексас. Првиот ваков глас беше даден од Дейвид Волф во 1997 година. Во трката за втор мандат како градоначалник на Чикаго на почетокот на 20 век, Вилијам Хейл Томсон одржа дебата со стаорци. На спектаклот присуствуваа илјадници гласачи, а Томсон, обраќајќи им се на стаорците, зборувал за она што го постигнал и пропуштил како градоначалник во својот прв мандат. Меѓу другото го искористил времето и да каже неколку шеги за стаорци. Веројатно на публиката и се допаднала оваа точка, бидејќи Томсон бил повторно избран за градоначалник, иако многумина во тоа време сметале дека ја добил оваа позиција со поддршка од Ал Капоне. И покрај репутацијата како сојузната држава каде жените немале многу права, Јута била првата која им дозволила да гласаат во 1870 година, односно 50 години пред останатите сојузни држави. Сепак ова траело помалку од 2 декади, кога Конгресот го донел законот Едмунд Стакер, што значел повлекување на територијалните закони. Американскиот председател Јулисис Грант лесно го добил својот втор мандат како шеф на државата, откако неговиот најголем противник Хорис Грили починал 24 дена пред денот на изборите. Ова посебно ги направило работите комплицирани, бидејќи некои од гласачите го дале својот глас во сојузните држави, каде било одржано предвремено гласање, па Грили сепак добил неколку гласови што подоцна биле отфрлени. Либерија е позната како мала земја, па затоа било чудно кога Чарлс Д.Б. Кинг бил повторно избран за председател со 234.000 гласови, бидејќи во земјата имало 15.000 регистрирани гласачи. И покрај оваа измама Кинг ја напуштил својата позиција подоцна, кога во јавноста излегле извештаи кои посочувале дека неговата партија користела робови за да градат патишта и згради. Сепак ова гласање влезе во Гинесовата книга на рекорди како најголемата изборна измама во светот. Со само 36.000 граѓани, Лихтенштајн е една од најмалите држави на планетата, но и една од најексклузивните. Дори и да стапите во брак со еден од нивните жители, единствен начин да добиете државјанство е останатите тамошни граѓани тоа да го одобрат преку гласање.
Дури и тогаш, перспективниот дежител треба да добие согласност од парламентот на земјата. Позната како земја во која владее диктатура, Северна Кореја сепак одржува избори. Тие се одржуваат на секои 5 години, кога се избираат членови на собранието. Секоја област има по еден кандидат, кој е лично одбран од Ким Јонг Ун. А доколку некој не сака да гласа за кандидатот, мора да го направи тоа јавно на посебно гласачко место, што всушност е смислено за да не го направи тоа.